изберате најекономичното решение за грејење. Тогаш новите револуционерни печки Екошпар се она што ви е потребно во зимскиот период. Печките работат на иновативен греен систем на база на компресирано дрво, наречено пелети, кои се едноставни за складирање и за користење. Екошпар се печки на иднината, што се палат со допир на само едно копче или со подесување на тајмер. Нарачајте веднаш на 046 255 558. Во дневникот на ТВМ ќе гледате. На екстерното тестирање и казни и награди за охридските професори и наставници. По повод престојните празници и слави, белвицата, крапот и плашицата од денески може да се купуваат по пониски цени. Охриѓани се жалат на неосновано блокирани банкарски сметки поради неплатена радиодифузна такса. Најмалку 24 лица загинаа откако брод со мигранти се превратил и потонал во Босфорот. Ова се само насловите, а за нив и за останатите настани ќе ве информираме по временската прогноза. Данкат ви донесува метео на ТВМ. Времето денес во Охрид беше претежно сончево со максимална дневна температура од 15 степени Целзиусови. Во Охрид беше измерен и воздушен притисок од 1021 хектопаскал. Во вторник, нестабилно со врнежи од дожд ќе биде на Пиренејскиот и Апенинскиот полуостров, Франција, Велика Британија, Бенелукс, областа на Алпите, Западна Германија и Скандинавија. Врнежи од снег се очекуваат на Алпите и централните делови на Скандинавскиот полуостров. Најстуден европски главен град ќе биде Москва со температура од 5 степени, а најтопол ќе биде Рим со температура до 20 степени Целзиусови. На Балканскиот полуостров утре времето ќе биде претежно сончево со локална облачност и ветровито. Дневните температури ќе се движат од 13 до 18 степени. Во Македонија во вторник во утринските часови ќе има појава на магла која понекаде ќе се задржи и предпладне. Во утринските часови температурите ќе се движат од -2 до 7 степени, а максималните дневни температури ќе достигнат до 9, односно до 17 степен. Во Скопје утре во утринските часови ќе има појава на магла која понекаде ќе се задржи и предпладне, а во текот на денот времето ќе биде претежно сончево со локална облачност. Утринската температура од 3 степени, а максималната дневна температура ќе достигне до 14 степен. Во Охрид во вторник во утринските часови ќе има појава на слаба магла и ниска облачност, додека во текот на денот не очекува претежно сончево време со локална облачност. Ќе провеува и слаб југозападен ветар. Утринската температура од 2 степени, а максималната дневна температура ќе достигне до 12 степен. Во наредните 3 дена во Охрид можеме да очекуваме умерено облачно време со сончеви периоди, додека од петок повторно врнежи од дожд над нашиот град. Температурите во текот на денот ќе се движат од 10 до 12 степен, додека утринските температури ќе бележат благ пораст и ќе се движат во интервалот од 2 до 7 степен Целзиусов. Гледавте метео во соработка со Данкат, село Мислешево, Струга. Топло, удобно, ефтино, лесно и чисто. Најпрактично решение за пријатна атмосфера во вашиот дом. Камини на пелети и котли за парно.
произведува Милкус Охрид. Имаш ли простор повеќе, куќа што не ја користиш? Време е да ги ставиш во употреба. Биди можност за алтернативниот туризам, а тој нека биде твојот нов бизнис. Обиди се. Алтернативен туризам. За тебе, за сите. Стоп Шоп и оваа недела ги препознава вашите желби. Airwick Ozon-Air, база и рефил за 162 денари. Доместос 750 мл 75 денари. Colgate паста 100 мл 55 денари. Paloma авокадо со 4 слоја 119 денари. Компанијата Екошпар произведува печки и котли на пелети по највисоки европски стандарди за квалитет. Намалете ги за секогаш месечните давачки за греење со печките Екошпар кои се вистински хит во Европа. Солара, Тукана, Карина, Алба, Аурига, Галена, Комби. Одберете ја онаа што најмногу ви одговара. Екошпар со својот дизајн ќе внесе романтична и топла нишка во вашиот дом, угостителски објект или деловен простор. Добар ден, започнуваме со првото издание на Дневникот на ТВМ. На екстерното тестирање и казни и награди за охридски професори и наставници. Некои од нив потврлиле во резултатите од екстерното тестирање. Сепак, казнетите се во помал број во однос на наградените, укажуваат директорите на охридските општински училишта. 13 охридски професори од општинските средни и основни училишта заработија казни од ресорното министерство и државниот испитен центар. Тие потврлиле во резултатите од спроведеното екстерно тестирање што се одржа на крајот од учебната 2013-2014 година. Оценките кои ги имале напишано не се совпаднале со покажаните резултати на учениците на спроведеното тестирање. Во охридските општински училишта е помал бројот на казнетите наставници во однос на наградените. Во 4 општински средни училишта се казнети 9, а во 5 основни училишта казни заработиле 4 наставници. Тие имаат право на добиените решенија да поднесат приговор до училишните одбори и до синдикатот на СОНК. Состојбата со казнети и наградени наставници по училишта е следна. Основно училиште Свети Климент Охридски 12 наградени и 1 казнет. Основно училиште Христо Узунов 3 наградени, казнети нема. Основно училиште Братство Единство 13 наградени и 3 казнети. Основно училиште Кочо Рацин нема ниту наградени нити казнети наставници. Основно училиште Григор Парличев има 7 наградени, додека казнети наставници нема. Во средното општинско училиште Свети Климент Охридски гимназија има 13 наградени и 3 казнети професори. Во средното општинско училиште Ванчо Питошевски угостителско Сумина професори се наградени и 1 е казнет. Средното општинско училиште Свети Наум Охридски Емуц има 12 наградени и 1 казнет професор. Средното општинско училиште Свети Кирил и Методи економско има по 4 и казнети и наградени професори. Едно од основните училишта во кое наставниците покажале добри резултати на тестирањето е Христо Узунов. Кај нас наставниот кадар број 59 наставници и можам да се пофалам, имаме наградени наставници, значи воопшто немаме казнети наставници. Така да по се тоа се гледа дека во основното училиште Христо Узунов добро се одржа, се обработува наставниот програм и план на зададен од Министерството за образование и наука. Казните и наградите ќе влијаат врз платата на наставниците, напоменува директорот Симоновски. Директорот е задоволен што тој е во позиција да подпише решение за 3 наградени професори од нивното училиште, а тоа значи изголемување на нивната плата. Така, наградата во смисла, ево, за среќа, односно за почите, тоа што имаме наградени наставници е 15% од
годишната плата, што значи дека 15% на годишната плата би земале наградените наставници во текот на една година, односно до наредното екстерно оценување. Реципрочно е исто така и казните, 15% се одзема од платата на казнетите на наставници. Според Законот за средно и основно образование, за наставниците кои по спроведеното екстерно тестирање ќе добијат 3 години поред негативни оценки од ресорното министерство, им се заканува отказ од работното место. Со предавања во Основното училиште Свети Наум Охридски во Пештани, утре започнува реализацијата на проектот Стоп за пороците, што втора година поред го спроведува општина Охрид. Целта на проектот и предавањата со кои годинава се опфатени ученици од 6 до 9 оделение од Охридските основни училишта е превенција од употреба на наркотични средства во насока на заштита на младите од пороците и обезбедување на поквалитетен начин на живот. Проектот ќе се реализира во соработка со секторот за превенција при СВР Охрид. По повод престојните православни празници и слави, белвицата, крапот и плашицата од денес ќе можат да се купуваат по пониски цени. Концесионерот на Охридското езеро Ристе Танасовски вели дека се задоволни од уловот и дека за овие 2 години од кога стопанисуваат со езерото, многу е подобрена состојбата со рибниот фонд. Белвицата, крапот и плашицата од денес ќе можат да се купуваат по пониски цени. Концесионерот на Охридското езеро Пастрмка 2012 по повод престојните православни празници и слави намали цената на овие видови риба, кои охриѓани најчесто ги купуваат. Белвицата ќе се продава по цена од 250 денари за килограм, додека килограм крап ќе чини 200 денари, а килограм плашица 60 денари. Концесионерот на Охридското езеро Ристе Танасовски вели дека задоволни се од уловот и дека за овие 2 години од кога стопанисуваат со езерото, многу е подобрена состојбата со рибниот фонд. Ние како фирма и нашата рибочуварска служба сме задоволни од тоа што досега го сработивме, затоа што успеавме да го намалиме рибократството преку 95%, заедно во соработка со Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и другите надлежни институции, успеавме драстично да го намалиме рибократството, а со тоа да го зачуваме рибниот фонд. Природните плодишта на Охридската Пастрмка се чуваат деноноќно, а езерото се наблюдува и со софистицирана опрема, рече Танасовски. Тој додава дека се обновува и популацијата на белвица, крап и плашица. Критични точки сега би било целото крајбеже на Охридското езеро, посебно во районот од Охрид до Пештани, кога станува збор за крапот, посебно треба заштита во месеците април-мај во пределот на Трцката кај пределот Андон Дуков, или во Љубанишкиот дел, исто така во април кога станува збор за исто така за крапот. Концесионерот уверува дека комерцијалниот излов се врши крајно внимателно и тоа во рамките на дозволеното 10 тони белвица и 40 тони крап годишно. Оваа година се поднесени преку 40 прекршочни и над 15 кривични пријави против рибократци. Собрани се околу 15 километри нелегално поставени мрежи. Инаку промотивните цени на белвицата, крапот и плашицата ќе траат до празникот Свети Никола, пошто следува и забраната за лов или меѓу охриѓани познат како татилјот. Во рамки на посетите на местните заедници кои ги реализира градоначалникот Никола Бакрачевски, утре со почеток во 18 часот, градоначалникот ќе биде во посета на Горно Лакочереј, а во 19 часот ќе оствари средба со жителите на Долно Лакочереј. На средбите покрај соработниците на градоначалникот ќе бидат присутни и директорите на јавните предпријатија. Целта на посетите е запознавање на градоначалникот со проблемите на овие населени места и можностите за нивно побрзо решавање. Охриѓани се жалат на неосновано блокирани банкарски сметки поради неплатена радиодифузна такса. Според нив, проблемот лежи во ненавременото добивање на решенијата за радиодифузна такса и неажурноста на надлежните. Прашуваат кој ќе им ги надомести парите кои треба да ги платат за деблокирање на нивните банкарски сметки. На охриѓани им се блокираат сметките во банките поради неплатени сметки за радиодифузна такса.
Граѓаните реагираат дека неплатениот долг не е по нивна вина. Објаснуваат дека сметките за радиодифузна такса не доаѓаат на време, а додаваат и дека многу често опомените за неплатена сметка стигнуваат многу доцна, кога веќе сметката ќе биде блокирана, а многу често опомени воопшто и не стигнуваат. Охриѓани прашуваат како ќе им се пребие сумата за наредните месеци на оние граѓани кои веќе ги платиле сметките за радиодифузна такса, а банкарските сметки им се блокирани за истите тие сметки и кој ќе им ги пребие парите во висина од 2000 денари за одблокирање на сметките во банките. Тоа не е вистински начин да ги блокира сметките. Али има човекот да платите. Тие не водат сметка, тие таму што работат. Тоа што блокираат сметки, јас мислам дека треба опомени да се пратат прво, да се известат опомена некоја, па после да блокираат. Вака без опомени, без ништо, тоа ми се чини дека тоа штетно за граѓаните. Најголемиот хаос кога од 4 члена семејство, например, сите 4 члена добија решенија, па со писма пишувај, враќај, никако да се среди тоа. И не е чудно, дури и тако на некој му се пушти тоа опомена, што не е практично обрзник, пошто во семејството се најкуе, мислам, тоа што е, имат и такви случаи. Треба, по мене, евиденцијата да се среди, да биде како треба. Прво ни плаќаат на време, второ, после, тебе да ја чуваш ти, да не знам тада да имат застарување ако не е платил човек, ако заборал да ја плати. За овој проблем стапивме во контакти со одговорните лица од регионалната канцеларија на Управата за јавни приходи во Битола. Оттаму со одговор дека најчестите проблеми на граѓаните произлегуваат од двојното задолжување со радиодифузна такса на повеќе членови во семејството, што е резултат на состојбите во регистарот на обврзници кој се води во македонската радиотелевизија, како и со евиденцијата на плаќање на радиодифузна такса кои се јавуваат кога странките при уплатата се повикуваат на стари интерни шифри, повикување на неточни фолио броеви, односно податоци кои не соодветствуваат со податоците од решенијата на УЈП. Оттаму додаваат дека сите овие состојби доведуваат до неможност да се идентификуваат уплатите извршени од обврзниците, односно неможност истите да се книжат во Управата за јавни приходи. Од УЈП потенцираат дека постојано се во комуникација со јавниот радиодифузен сервис во насока на преземање мерки за ажурирање на регистарот на македонската радиотелевизија. Инаку, Управата за јавни приходи доставила 27.014 решенија за присилна наплата на радиодифузна такса за физички лица кои се однесуваат на неплата во вкупен износ од 49.202.762 денари. Станува збор за граѓани кои не извршиле плаќање на радиодифузна такса од 3 месеци до 1 година, а на кои претходно УЈП им има доставена опомена за плаќање на долгот. Сепак, од УЈП не добивме одговор дали и кој ќе изврши рефундација на граѓаните кои уредно и навремено ја платиле радиодифузната такса, а сепак добиле блокирана сметка за чие одблокирање мора да платат надомест на својата банка од 1500 до 2000 денари. Од денес, 3 ноември до 6 ноември, во Софија, Бугарија, се одржува регионална конференција на УНЕСКО со тема заштита на природното наследство, менаџирање со ризици од катастрофи и планирање на одржлив туризам. На конференцијата учествуваат представници на државите кои имаат заштитени подрачја од УНЕСКО. Од македонска страна на конференцијата учествуваат фокал поинтите за културно и природно наследство Зоран Павлов и Дејан Пановски. На конференцијата ќе се разгледаат сценаријата на можните ризици од катастрофи во заштитените подрачја, причини, ефекти и итните реагирања и планови за обновување. Исто така ќе се идентификуваат и стратешки прашања во поглед на планирање на одржлив туризам во заштитените подрачја. На 5 ноември среда, со почеток во 12 часот и 30 минути во просториите на Националната установа библиотека Глигор Прличев во Охрид, ќе биде промовиран проектот на Сдруженијето за младински активизам Безомразно и Македонскиот институт за медиуми. Проектот е насловен со креативност и младински активизам против говорот на омраза, што е воедно и конкурс наменет за млади креативци. Охрид е еден од 6 избрани градови каде оваа недела ќе се одржи представување на конкурсот пред младите, кои потоа ќе сакаат да земат учество во него.
Главната награда е 100.000 денари за оној кој ќе успее да направи јавен перформанс, флешмоб против говорот на омраза, кој од страна на представниците на Сдруженијето за младински активизам Безомразно ќе биде оценет како најдобар. Проектот ќе се презентира и во Штип, Струмица, Битола, Тетово и Скопје. Најновото филмско остварување До Балчак на режисерот Столе Попов вечерва премиерно пред охридската публика. Филмот оваа недела ќе се прикажува до 6 ноември, а идната недела од 10 до 12 ноември. Почетокот на проекциите е во 20 часот, а влезот чини 100 денари. До Балчак е работен по сценарио на Горан Стефановски, косценарист е Столе Попов, директор на фотографија Апостол Трпевски, а музиката е на Дуке Бојаджиев. Како сценограф се јавува Миленко Јеремич, костимограф е Емилија Ивановска, а главните улоги ги толкуваат Инти Шрај, Мартин Јордановски, Сашко Коцев, Тони Михајловски, Мики Манојловиќ, Искра Ветерова, Никола Којас, Сенко Велинов и Никола Ристановски. Филмот е историски спектакл, приказна за комплексен четириаголник, помеѓу бескомпромисен и идеалистичен востаник, безмилосен турски офицер, богат татин син опортунист кој се враќа дома по завршени студии во Европа и една луцидна и слободоумна европјанка во потрага по авантура, која ги залудува тројцата мажи и предизвикува серија на настани со далекусежни и несогледиви последици. Филмот е во копродукција на Triangle Film, Сектор Film, FX3X и Македонската радиотелевизија, финансиран со средства од владата на Република Македонија, Министерството за култура, како и Агенцијата за филм на Република Македонија. Капацитетот на аеродромот во Охрид се уште не е искористен до крај. Сакаме во наредниот период Охридскиот аеродром да заживее и да има директни линии од Охрид кон европски центри, пред се за развој на туризмот, изјави денеска министерот за транспорт и врски Миле Јанакиевски. Тој најави субвенционирање на уште една директна линија од Охрид кон една европска метропола, а ќе биде објавен и повик за нова нискобуџетна авиокомпанија со летови од Скопскиот аеродром до Шпанија и Норвешка. Мрежата за заштита од дискриминација бара Фондот за здравствено осигурување на Македонија да го повлече предлогот исплатата на породилното боледување да ја врши фирмата и да преземе мерки преку кои на жените државата ќе им го обезбеди правото на надомест поради бременост и раѓање без досегашните доцнења. Доколку предложените мерки од овој проект треба да бидат вклучени во колективните договори, мрежата бара синдикатите и работодавачите да се спротивстават на евентуалните измени и да не дозволат таква промена. Со овој проект исплатата на надоместокот за породилно отсуство треба да ја прават работодавците, кои потоа треба да бараат од фондот да им ги врати парите. Во Република Македонија најголем број невработени жени се на возраст од 25 до 34 години, односно во репродуктивниот период. Да погледнеме што беше денес актуелно во светот. Еве дел од вестите кои ги пренесоа светските новински агенции. Најмалку 24 лица загинале откако брод со мигранти се превртел, а потоа и потонал покрај брегот на северот на Истанбул. Несреќата, од која засега се спасиле само 7 патници, се случила на местото каде што се спојуваат Босфорот и Црното море. Крајбрежните власти се уште трагаат по 9 исчезнати. Се верува дека на бродот имало околу 40 на мигранти, претежно жени и деца. Тие патувале од Авганистан, Сирија и Романија. И покрај лошото време, 7 пловила на турската крајбрежна стража, хеликоптери и посебен тим нуркачи се вклучени во операцијата за спасување. Европската Унија соопшти дека изборите што вчера се одржаа во регионите на источна Украина, контролирани од сепаратистите, се пречка за мирот. Во исто време, официјална Москва најави дека ќе ја почитува волјата на народот на југоистокот на Украина. Избраните представници добија мандат да ги решат практичните задачи во врска со обновата на нормалниот живот во тие региони, се наведува во соопштението на Руското министерство. Претходно, украинскиот председател Петро Порошенко гласањето го оцени како фарса под закана на тенкови и пушки. Во неколку избирачки места во Донецк имало присуство на вооружени лица. Гласањето било игнорирано од меѓународните посматрачи. Сепак на изборите имало извесен број представници од некои помали западни партии и од повеќе партии од Русија.
Американците утре на меѓуизбори. Тие избираат нов состав во Конгресот, а аналитичарите велат дека резултатите ќе се рефлектираат на поддршката на политиките на Обама. Ке се избираат 435 членови на Представничкиот дом, 36 од 100 членови на Сенатот и 36 гувернери од 50 сојузни држави. Со оглед на тоа што се очекува републиканците да ја задржат контролата во Представничкиот дом, сите очи се вперени во трката за Сенатот, во кој досега доминираа демократите. Републиканците во предизборната кампања се обиделе да го искористат падот на популарноста на Обама за да ја задржат контролата во Представничкиот дом и да освојат мнозинство во Сенатот, пренесуваат светските медиуми. Илјадници овци го преплавиле централниот плоштад во Мадрид. Шпанските овчари денеска излегле на улиците на Мадрид со околу 2000 овци во знак на протест поради урбаното ширење, со што се повеќе се загрозуваат пасиштата за нивните стада. Некои од овчарите во околината на Мадрид пасиштата ги користат подолго од 800 години. Туристи и жители на Мадрид изненадено ги наблюдувале стадата овци додека минувале покрај најпознатите градски знаменитости. Овчарите застанале пред градското собрание, а потоа поминали и покрај плоштадот Пуерта дел Сол и седиштето на Централната банка на Шпанија. Ким Јонг Ун наредил да се стрела воен заповедник затоа што ги сгрешил зборовите на националната химна. Имено воениот службеник на караоке наместо благодарение на нашата партија запеал благодарение на вашата партија, а потоа за да ја прикрие ненамерната грешка и да се пошегува, наместо мрази ги своите непријатели сакаја својата држава, испеал мразија својата жена сакаја својата љубовница, наведуваат корејските медиуми. Меѓутоа кога Ким дознал за овој инцидент, рекол дека овој чин го смета за бунтовнички и веднаш наредил да се застрела бунтовникот. Неодамна се појави информација дека Ким наредил да се убијат 10 члена на работничката партија поради гледање јужнокорејски телевизиски серии. Сето ова се случува во моментот кога представниците на Европската Унија потврдиле дека Северна Кореја ги повикала представниците за прашања на човековите права да ја посетат државата. Ова беше се во денешниот дневник. Повеќе информации на нашиот портал tvm.mk. Ви благодарам за вниманието. Пријатно.